Конечно паднаа маските околу фамозниот договор за добрососедство со Бугарија, ремек дело на господинот Зоран Заев, кој упорно сака да ни го подметне како кукавичко јајце. Прашуваме, од каде толкава радост кај бугарската јавност од потпишувањето на овој договор? Нивната радост доаѓа од негаторскиот триумф кој вешто е спакуван во овој договор за добрососедство со Република Македонија. Според Гром, договорот е целосно негаторски за македонците и тоа во сите клучни сегменти. Прво, договорот никаде не се спомнува македонски народ. Тој, според двете влади, како да не постои. Второ, со овој договор се откажуваме од грижата за македонското национално малцинство во Бугарија. Во неговите формулации за неупатените има еден трик во кој стои грижата за нашите државјани во соседството. Господине Заев, да ви појасниме, македонците во Пиринска Македонија не се македонски, туку се бугарски државјани. А според договорот, вие треба да се грижите за македонските државјани кои речиси ги нема во Бугарија. Тоа практично значи дека вие се грижите за празно множество или исклучиво за туристите кои одат да се шетаат во Република Бугарија или пак кои одат на одмор. Под број 3, контроверзниот договор е тотално негирање на македонскиот јазик. Тој се спомнува најдолу во подписот на двете влади во делот каде што вели дека договорот ќе се подпише според јазикот во уставот на македонски јазик. Токму тоа е целосното негирање или тоа значи дека ние имаме јазик само затоа што имаме устав. И прашуваме, дали ако немавме устав, ќе имавме јазик? Прашуваме уште еднаш. Имаат ли ромите устав? Не. Дали имаат јазик? Имаат. Имаат ли власите устав? Не. Дали имаат јазик? Имаат. Имаат ли 15 милиони курди устав? Не. Немаат. А дали имаат јазик курдски? Другари, тие имаат курдски јазик. Според ова значи дека источниот сосед ќе ни го признава јазикот додека ни постои уставот или пак додека постои државата. Но македонскиот народ, да подсетиме, дека е вечен и дека македонскиот народ треба да постои вечно, а со ова практично се ограничува. Под број 4, најголемиот удар на нас македонците треба да ни го нанесат така наречената комисија за утврдување на фактите за заедничката историја. Ако имаме заедничка историја со Бугарија, тогаш се остварува долго пласираната теза за един народ, две држави. Почитувани, еден македонец по потекло одресен со крстено име Симеон Радев во Букуреш го потпиша договорот за поделба на Република Македонија. Знаете ли што ќе беше ако тогаш тој го фрлеше пенкалото и не го потпишеше овој срамен договор? Денеска и тој тоа го сторил во поробена Република Македонија. Денеска во слободна, суверена и независна Република Македонија, новиот Симеон Радев, на овој пат од Струмица, ќе го потпише договорот за тотална негација на македонскиот народ. Граѓанската опција за Македонија, Гром, нема да го прифати овој договор, а за заканите за цензура и ограничување на слободата на говорот, на што според овој договор се обрзува Зоран Заев, нема да не попречи во битката за неприфаќање и неспроведување на овој договор. На крајот сакам да им се обратам на членовите на Социјалдемократскиот сојуз. Почитувани членови од Социјалдемократскиот сојуз, мене некогаш ме нарекувавте предавник и дека сум го предал СДСМ. Дали сега гледате која предава Република Македонија?